Улиците и патиштата се чистат, ама не и поголем дел од тротоарите низ Скопје, што за пешаците, особено за повозрасните лица, е опасност. Дополнителен ризик се замрзнатите делови на пешачките зони кои настанаа од ниските температури. Граѓаните велат дека еден погрешен и невнимателен чекор може да ги чини повреда, а за тротоарите коментираат дека се како лизгалиште. Апелираат градските служби да си ја завршат работата, а не да остават Скопје да се претвори во едно огромно лизгалиште и да нема кај да помине пешак. Недоволно. Недоволно. Треба малку поактивно да се превземат овие тековни, да речем, активности од страна на градот и општините. Јас сум во индивидуална куќа и самостојно го чистам. Во населбата не се чистени, ги чистиме ние самите граѓани, колку што можеме, затоа што најверојатно треба голем потенцијал на луѓе да се исчистат населбите. Нешто не излега станариве од влезов да исчистат, но се стопи. Не се. Никој не ги чисти ни пред зградиве, гледам дека ја живеам во зграда, тука никој не чисти. Кај мене на улицата не е исчистено. Јас инаку живеам во Капиштец, нема проблем, таму е исчистено. Меѓутоа овде локално не верувам дека е исчистено. Поготово тротоарите за пешаците и поготово што таа чорба од снег, дожд, кал се задржува долго, мислам треба некако да се среди. Снегот е насобран и неисчистени на автобуските постојки. Оние кои чекаат автобус се безбедни само каде снегот е изгазен или стопен. Ниту делови од градските улици не се чистени како што треба, што е ризик и за возачите. Во моментот додека екипата на Алфа правеше обиколка низ главниот град за да види каква е состојбата на терен со снегот, два автомобили се излизгаа и се судрија на булеварот Митрополите Теодосиј Гологанов, но и пред повеќе згради затекнавме непристапен влез и натрупан снег. Инаку според законот за јавна чистота во зимски услови при снежни врнежи, сите сопственици и корисници на објекти се должни да го исчистат делот пред влезовите и да обезбедат безбеден пристап за граѓаните. Во спротивно предвидени се парични глоби од 500 до 1000 евра. Во многу земји граѓаните се должни да чистат пред својот влез во зграда и да обезбедат безбедно движење. Од ДХМР вела дека врнежите од снег се очекуваат до среда, а најсилни ќе бидат во западните и југозападните делови во вторник. Во среда снег има на повеќе места низ Македонија. Оттаму апелираат граѓаните да ја следат временската состојба, а возачите да се информираат за условите на патиштата.